За само 3 години, сениорскиот состав на Академијата на Горан Пандев се најде во првата фудбалска лига на Македонија. Секоја година шампион, прво во општинската, потоа во третата лига Исток, а годинава во втората фудбалска лига. Сето ова представува рекорд за македонски услови и сите очекуваат до година повторно кревање пехар од Фудбалската федерација. Академијата, која беше формирана да гради фудбалски таленти, пишува успешна приказна и со сениорскиот состав, во кој половина од играчите, млади, надежни фудбалери, не само од Струмица, туку и од цела држава. Секој е огромен успех за Академија Пандев. Ние ова за нас е прв пат. Прв пат влегуваме во прва лига. А за ова година, да, очекувавме, бидејќи од стартот на првенството ние бевме како фаворити. Може би не главни фаворити, но со потезите што ги направиме, со доведувањето на играчите, со нашата организација, со квалитетниот млад кадар што го имавме во тимот, бевме едни од фаворитите. Да, па тоа е уште една сатисфакција, уште една потврда за нашата континуирана работа. Значи, не е случајно. Па рецепт нема некој рецепт по кој треба да се оди, едноставно добра организација, одлично селектирање на играчите, одлична работа со младиот погон на Академија Пандев, правилни потези со донесување на искусни играчи кои многу ни помогна во овој напредок на Академија Пандев и секој со макотрпна напорна работа на нашите тренерите. Сега ви следува еден период на пауза, пошто ќе започнете со подготовките за новата сезона. Мислите ли дека Академија Пандев со овој костур и евентуално неколку засилување може да биде креатор на првата лига и да го носи тој главен збор? Покрај Вардар, покрај Шкендија, покрај Пелистер? Па, да ти кажем, не се оптератуваме со тоа, најбитно е што успеавме во една цел, што се ја зацртавме на почетокот. Сега сме во прва лига и наша главна цел ова година ќе биде да се представиме во едно одлично издание, да прикажеме еден атрактивен фудбал кој што го играме во овие 2-3 години, а со позицијата на табелата не се оптератуваме. Најбитно ќе ни биде да се задржиме во прва лига, сепак за нас ова е прв пат. Не се залетуваме дека сме некои, не знам како сега за првите 2-3 места, но знаете како е и во четврта лига, во трета и во втора лига, во втора стартуваме како фаворити, но овие во четврта и во трета стартуваме како од втор план, па на крајот излезе дека бевме главни фаворити. Секако ако ни се укаже шанса, ќе пробаме да ја искористиме. Но главна цел ќе ни биде, како што односи назив на нашето име, Фудбалска академија Пандев, да форсираме и да излегуваат наши млади играчи од нашиот погон. Секако со 1 до 2 заселувања ќе се обидиме да направиме еден солиден тим кој Струмица ќе представува во најдобро издание во првата лига. Фудбалерите на Академија Пандев го крена уште една шампионскиот пехар. Со огномет и забава се радуваа на пласманот во првата лига. Сите тврдат дека со добрата организација и професионалната работа може да се очекуваат нови дострели. Па како прво, да бидеш дел од Академија Пандев ние сме како едно семејство. Уште на почеток на сезона си зацртавме една цел, тоа ни беше првата лига. Тргнавме со напорни тренинзи, се спремавме добро и полека тоа излезе на видели на сето тоа. Исто така имавме поддршка од целиот клуб, од целиот стручен штаб, што ни ги овозможи тоа што сме денес стигнали. Па, како што сите знаете, Академија Пандев функционира на едно, да не кажам, прекрасно ниво, тоа ретко го има кај нас во Македонија. И сето тоа ни го возможи Академија Пандев, им даде шанса и на младите деца и Академија Пандев во иднина ќе биде многу голем клуб. Тоа е еден императив за секој фудбалер, дефинитивно. Еве кога велиш во иднина ќе биде голем клуб. Што може да очекуваме следната сезона? Па, ние сме секогаш амбициозни. Европа, дај Боже.
Мислам по такви звучни имиња во нашиот табор на клубот, по такви искусни играчи од кои можеш да научиш многу, мораш да очекуваш висок пласман. Пред се, јас лично очекував да сме во предност за разлика на другите екипи и мислам заслужено и очекувано според мене стигнавме таму каде што треба и каде што ќе бидеме наредната сезон. Да кажам искрено, тоа е една фамилија која вреди да се работи, во која има професионализам тотален и каде што има луѓе од кои можеш многу да научиш и тоа е тоа. Ве има од сите страни на Македонија. Колку тоа ве зближува, колку тоа ве сплотува и заеднички да се борите на терените? Па, искрено и не очекував толку да има зближеност меѓу играчите. Значи, тотално секој играч со секој е од голема блискост, па затоа и се вроди во плод. Па искрено со такви имиња кои се звучни, доста звучни во нашата Македонија, па и надвор од неа, исто како и мојот соиграч Марков, очекувам Европа. Па нормално како секој млад фудбалер, дека нормално ќе верува дека сака да напредува лига во лига се погоре и погоре. На почетокот не беше лесно. Како функционирате вие во Академија Пандев? Професионално, максимално секој си завршува својата обврска што му ја дава стручниот штаб. Тренираме максимално секој ден се повеќе и повеќе. Како млади фудбалери сакаме да напредуваме, имаме одлични услови. Добро, твоите колеги кажа малку амбициозно Европа. Малку нели е тоа нескромно од ваша страна? Па секој се надеваме дека може да излеземе Европа. Ќе дадеме се од себе, со добри припреми, добро тактички подготвивме, игравме со некои прволигашки екипи, горе-долу сите си исто, да ги издвоиме Вардар и Шкендија. Ние сме тими, ќе се бориме до крај, веруваме дека ќе излеземе Европа. Сигурно дека е така, одлучив по долго играње да се простам од фудбалот после 20 години играње фудбал. Мислам дека направив правилен потек прво пред 2 години што дојдов во Академија Пандев. Ми објаснија луѓето дека се работи за сериозен проект. Тоа што ми го објаснија така и беше, све беше вистина. Драго ми е што тука завршувам кариерата и што сепак ќе останам дел од овој клуб кој полека преминува сигурно во, како да кажам, во еден од водечките клубови во Македонија. Тоа сигурно дека треба да го покаже во наредниот период прво во првата лига, а здравие Боже, со малку поголема, како да кажам, со малку поголема среќа, вложување во млади категории да стигне и до еден европски клуб. По успешната сезона каде сениорите освоја второлигашката титула, а голем број млади категории се најдеа во самата завршница од надпреварувањата под капата на Фудбалската федерација, фудбалерите, стручниот штаб, техничкиот персонал прославуваше со музика на групата Маестро. Славје кој им доликува на пандевци, кои со својот ментор и собственик играа и пеа до раните утрински часови. Shit.
Така е, значи струи тоа низ јавноста дека ФК Академија Панда функционира како една фамилија, како едно семејство и меѓу самите играчи и во целиот стручен штаб. Горан е сигурно свесен дека ги има најдено вистинските луѓе, значи резултатите одат во наш прилог и затоа сме сите задоволни. Се надевам дека ќе остане така, значи ќе бидеме задоволни и на првите пречки кои што веќе не очекуваат и кои што ќе најдат, затоа што на вистина веќе очекуваме да се соочиме со првите проблеми, односно тоа е веќе пласман во првата лига во кој што се сигурно ќе се соочиме со посериозни противници, поорганизирани противници и јас се надевам дека такви, да кажеме, препреки кои што ќе ни се создадат на патот, ние ќе ги пребродиме успешно и ќе имаме успешна сезона и во прволигашка конкуренција. Југо, вие сте координатор на оние категории младински. Значи ли тоа дека ќе се запостават оние младински погони на академијата, фаворизирајќи го тој прв состав? Јас и на денешниот состанок со играчите им посочив дека ние сме горди на проектот фудбалски клуб Академија Пандев, значи наша примерна цел е создавање и продукција на играчи кои што ќе бидат сервис на првиот тим и сервис на македонските национални селекции. Никако не смееме да помислиме дека ние ќе го запоставиме тој дел долу, дека ќе се посветиме целосно на првиот тим. Јас сум горд дека во изминативе 7 години, значи во 5 години учествуваме на сите финали, значи во младинските конкуренции, делумно успешно, делумно неуспешно. Имаме неколку титули, за жал оваа година 2 титули не избегаа, значи изгубивме во финалните надпревари. Меѓутоа и на самите играчи им посочив дека без разлика што наша цел е форсирање на млади играчи во нашиот тим, без помошта на поискусните, без помошта значи на Вареловски, на Балдовалиев и на Сашко Пандев, Начевски и Деспотовски, јас не верувам дека ние ќе успеевме ќе стигнеме овде. Затоа им се заблагодарувам јавно на нив, но секако морам да посочам дека наша примерна цел сепак ќе биде создавањето на млади играчи и форсирањето на истите играчи во прволигашка конкуренција. Ви обвинуваат дека сте затворени за струмишките деца. Има ли вистина во тоа? Тоа е значи мислење кое што некој може да го поддржува или не. Ние сме отворени за сите струмички деца. Значи можам да се пофалам дека Јани Атанасов е репрезентативец на А селекцијата, значи ќе престојува на следните надпревари со Турција и со Шпанија. Детето е од Струмица, од Пиперево. Тука морам да го спомнам Горан Томовски, Игор Петков и ред други играчи кои што се во младинските конкуренција, значи кои што се надпреваруваат во младите категории, но истовремено се и првотимци на фудбалскиот клуб Академија Пандев. Уште едно прашање, ќе се задржи ли тој костур? Планирате ли нови засилувања за следната сезона? Иако можеби ова прашање лично од тебе не, но во секој случај која е иднината и конструкцијата за следната сезона? Така, значи да се надоврзам на претходното прашање, морам да кажам дека на секој надпревар ние започнуваме со 6 или 7 играчи кои што потекнуваат од Струмица, без разлика дали тие се од нашата школа или пак потекнуваат од школата на Хоризонт Турново. За наредната сезона ние се заблагодаривме на 2 играчи. Од се срце им благодариме за нивната помош, затоа што беа наши членови уште во третолигашка конкуренција. Тоа се Драган Начевски, кој што останува да работи во клубот како дел од стручниот штаб, и секако Филип Деспотовски, со кој што имаме заеднички размислувања да работиме во еден проект во кој што тој ќе биде еден од водечките луѓе, односно еден од водечките луѓе во фудбалската школа кој што треба да функционира во Скопје. Значи нашите релации остануваат отворени, се уште сме во контакт. Во однос на засилувањата, во контакти сме со неколку менаџерски агенции, пред се агенциите на Горан Пандев, кои што во предстојниот период од 25 јуни, односно 28 јуни, па до заминувањето на подготовки на 9 јули во Бугарија, ќе бидат селекционирани 5 играчи кои што потекнуваат од таа агенција, и тоа се играчи на голманската позиција, на штопарската позиција, еден напаѓач и еден играч во везната линија. Значи сите тие ќе бидат понудени на нас и доколку остават добар впечаток, доколку одлучи стручен штаб дека тие поседуваат квалитет да го заселат тимот на Академија Пандев, тие ќе останат во Струмица. И само за крај, Кусо, преамбициозно ли она што го велат дел од играчите на Академија Пандев, па и дел од стручниот штаб следната сезона Европа? Јас ќе размислувам малку потрезвено и нема да се согласам со нив. Значи наша примерна цел во следната година ќе биде стабилизирање во првата лига и се надевам за 1 до 2 години излегување во Европа.
Треба европски терк на работа, а под европски се мисли на постојани вложувања како во усовршувањето на стручниот штаб, така и во спортската инфраструктура. Вака вели собственикот на Академијата Горан Пандев, кој им го честиташе успехот на фудбалерите. Тој вели дека наскоро ќе биде готов и спортскиот центар. Наша интенција е да градиме квалитетни млади фудбалери и да им ги отвориме широко портите на европскиот фудбал, вели Горан Пандев. Најпрво сакам да ја честитам на луѓето што се во Академија Пандев и на сите играчи во првиот тим за овој голем успех. Сигурно дека овој успех не е лесен, бидејќи почнавме од знаеме сите како почнавме од млади категории. Нашиот проект беше замислен да работиме само со млади категории, али по некој виша сила требаше да направиме прв тим за да може да се направат нашите деца во овие супер лиги. Пробавме од четврта лига, почнавме од четврта лига и за 4 години стигнавме во прва македонска лига. Мислам дека ова е голем успех за нас. Треба само сега да продолжиме по тој пат. Треба сигурно дека првата лига носи многу поголеми обврски, али како што напоменав и во последните интервјуа со вас, кажав дека нашата цел е вложување во младите категории. Треба да вложиме многу уште во младите категории за да може да добиеме добри млади играчи во првиот тим. Сигурно како што кажав, ова е голем успех за нас и не се надевам дека за толку кратко време може Академија Пандев да стигне до прва лига. Не се 4 години тука општинска лига, една година, 3 години се за тој пат до прволигашкото друштво. Кој е резултатот на ваквиот подем на Академијата не само со првиот тим? Да не заборавиме дека и младинските погони се во самиот врв на македонскиот фудбал. Па сигурно, мислам дека ова е еден проект, уште кога почнеме, уште во првиот ден ни беше замислата дека ние треба да функционираме, како да кажем, европски. Знам дека сме уште далеко од Европа да функционираме европски, али во некои други сегменти сме многу понапред од другите екипи во Македонија. Тоа го гледаме покрај резултатите во првиот тим и резултатите во младите категории. Како што кажав, наша цел е сигурно, наша искрена желба е да во младите категории да излегат што повеќе подобри играчи во првиот тим и поранешни да стигнат и во репрезентацијата. Сигурно дека и првиот тим ќе не биде ова сезона, ќе не биде, знаеме дека сме нови прволигаши. Сите очекуваат во нас една добра сезона, али наша цел ќе биде вложување во млади играчи и се надевам дека младите играчи ова сезона ќе го покажат целиот квалитет во нашата прва лига. Дел од играчите преамбициозни. До година ова време Европа. Па дај Боже, знаеме дека ќе биде тежок патот до Европа. Али како што кажав, цела заслуга е на целиот стручен штаб, бидејќи луѓето стварно знаеме во Македонија како функционира. Сега да не се навраќаме на многу други работи, знаеме дека патот до овој успех не беше лесен. Знаеме дека во Македонија не можеш да постигнеш ништо ако немаш и сопки позади. Тоа е најнормално. Луѓето смогна сили, работеа професионално, макотрпно и целиот успех е припаѓа на нив. Кој е напорак? Овде вечерва се сите сениорскиот состав, а таму се кај вас некаде околу 200 дечиња. Што е она што како Горан Пандев сака да го упати до сите оние деца, до родителите нив? Па најпрво да веруваат во себе, да работат и само со макотрпна работа може секој дете да успее. Знаеме дека фудбалот е многу тешка работа
и во последните години видовме во Македонија дека да излезеш надвор во странство е многу тешко, али се надам дека со нашиот проект многу деца ќе имат шанси да ги покажат своите квалитети во Европа, бидејќи сега следуваат многу турнири за младите категории и мислам дека ова е голем повод за нив да веруваат во себе, да работат и се друго останува на нив. Академија Пандев го врати прволигашкиот фудбал во Струмица. Но она што мене ме интересира, верувам дека и сите струмичани ги интересираат. Каде ќе биде Академија Пандев? На младост, на теренот на Академија, на Горан Пандев или во Турново? Не знам, за тоа сега не сме размислувале, сега е време за релакс, за забава, па после ќе размислуваме дали треба да се појачиме, каде ќе играме и што треба понатаму да правиме. Ќе биде готов центарот Академија Пандев наскоро или дали имате визија кога? Се надевам дека првиот надпрев во првата македонска лига Академија Пандев ќе го игра на нашиот спортски комплекс, бидејќи теренот треба да биде готов за 40 дена. Во тек се во работата на собликувалните и мислам дека со одобрување на Фудбалската федерација на Македонија можеме првиот надпрев да дебитираме во прва македонска лига на нашиот терен. На прославата на пандевци и луѓе кои оставиле впечаток во струмичкиот фудбал. И тие се радуваа што Струмица по пауза од повеќе од една деценија сега ќе има повторно прволигашки фудбал. Секако не треба ни да се прашуваме. Тоа е голем успех не само за Академија, тоа е успех за цела Струмица. Сите треба да се радуваме на тај успех. Струмица чекаше, ако не се лажам, 6 години за прволигашки фудбал, можеби и повеќе, не ме фаќате за збор. Што значи сега ова? Па тоа е за мене е веќе ренесанса за струмичкиот фудбал. Сега работите другше ќе тргнат, работите ќе бидат под контрола на луѓе што знаат да си ја работат работата и мислам струмичкиот фудбал ќе оде само напред. Очекувам добри резултати и добри игри. И што има друго да ми кажем? Веруваше ли дека за толку кусо време Академија Пандев ќе се најде во фудбалската елита? Се надевав дека ќе се најде во елитата на најдобрите. Што да кажам друго? Што би им порачал на фудбалерите? На Академија Пандев, бидејќи не само сениорскиот состав ги има уште многу младите. Академијата има многу добри деца што може да бидат и ван Македонија. Што е потребно? Потребно е добра работа и тренинзи добри. Успехот на Академија Пандев го следели членовите на музичката група Маестро Скопје. Тие беа задолжени за славието за успехот. Тврда дека Пандев носи свежина во македонскиот фудбал.
да биде на овој настан, значи чести дека во група да свириш на таква легенда како што е Пандев. Да биде поканети од него лично. Очекувате ли Академија Пандев наскоро да ве изненади со повисок пласман во Европа? Да, очекуваме и се надеваме и навиваме за тоа. Што најмногу бараат да слушаат фудбалерите на Академија Пандев? Па првенствено македонска музика. Да, тоа е за пофалба за нив, али се што е добро, прифаќаат и добри се за забава, одлично. Знаеме, пратиме фудбал доволно, значи јас сум роден во Велес, но сепак знаеме дека сега од втора лига во прва лига, Пандев го обожаваме многу одамна, значи го пратиме уште од овде кога играше и кога замина за Италија и секој негов настап го следиме и сме горди што е група Маестро е дел од овој преубав настан, што сепак е неговата почит према нас, а ние несомнено него криеме тоа што го почитуваме и го сакаме и без никаква трема свириме пред него и пред сите да останати гости. Во Академијата на Горан тренираат 250 деца и се надпреваруваат дури во 14 детски регионални и суперлиги. За нив се задолжени 14 тренери во сите категории. Академијата во својот 7-годишен период отвори своји представништва во Охрид, Скопје, Штип. Во план се да се прошират и во Тетово, Битола и други фудбалски центри во Македонија, за да им се овозможи можност на македонските фудбалери преку Горан Пандев да ги види и фудбалска Европа.